Добар ден, здраво на сите. Драго ми е што дојдовте. Уште еден ден, уште една вака панел дискусија, да отвориме да зборуваме за повеќе работи, пред се за инфраструктурата. Драго ми е што денеска заедно со пратеничката Лилија ќе зборуваме за повеќе делови во инфраструктурата, а од друга страна драго ми е што пратеничката беше одговорна за делот за транспорт и инфраструктура во собранието, така да често пати имавме можност да говориме и за закони, да договориме што е потребно за граѓаните, сеќавам и за легализацијата и така натака имавме доста комуникации со граѓаните за да ги подобриме законите, да го продолжиме рокот и така натака, што ќе биде одлична можност да продискутираме, да видиме до каде се сите оние активности што претходно се одвива, сега до каде се и така натака. Ја би почнал првен со инфраструктурата и она што е главната што беше движечка работа на ВМРО-ДПМНЕ на владата на Република Македонија, а тоа е капиталните инвестиции во инфраструктурата. ВМРО-ДПМНЕ се заложи да ги изгради најголемите инфраструктурни проекти во Република Македонија. Кога зборуваме за патната инфраструктура, на почеток мора пред се да почнете со добра подготовка, добра визија и да почнете со проектирање на сите автопатски делници што се потребни потоа да ги изградите. ВМРО-ДПМНЕ започна на почеток со реализација на многу инфраструктурни проекти, но во локалните патишта. Локалните патишта се многу потребни за сите граѓани. Тие се оние патишта што се наоѓаат во секое населено место и што надлежноста е на општините, но ние со посебен механизам, со посебен кредит овозможивме дополнителни средства за секоја општина која аплицираа преку јавното претпријатие за државни патишта и секако со директни други помошти од Министерството за финансии према општините, да се изградат преку 840 километри локални патишта. Тоа е голема бројка и многу патишта што се потребни на сите граѓани беа завршени. Но паралелно додека се градеа сите овие патишта, се започна и со фазата на реализација на капиталните проекти, зборам за трите автопати, кои се најголемите инфраструктурни проекти во Република Македонија. Зборувам во делот на патната инфраструктура. Се започна со градба на Охрид-Кичево, еден од најтешките и најобемните патни делници во Република Македонија, поради самиот терен за изградба. Потоа исто така започна и од Скопје кон Штип, односно Миладиновци Штип попознато, и Демиркапија Смоквица. Ова се три огромни проекти кои треба многу време, треба голема реализација и треба желба и елан да се избуткаат сите овие проекти. Кога се започнува градба на каков било проект, поготово во инфраструктурата, секогаш има предизвици. Секогаш ќе ви се јавуваат проблеми, ќе ви се јавуваат оние работи што не сте ги очекувале, но со голема работа и со труд сите тие се решаваат. Никој не бара од никого за еден ден све да се реши. Но со ангажман и со дополнителен труд сето тоа во тек на градењето, односно на работењето на овие автопатишта, се тоа може да се надмине. Кога се градат волку големи капитални проекти, секогаш и природата има умешаност, односно кога се прават тие геолошки истражувања може да покаже еден вид на земјиште, па потоа во градбата да се појави некој друг вид на земјиште, па тоа се да создава дополнителни предизвици и према надзорот има и према сите оние што градат, но со доволен труд и со добра екипа, поготово тој што ќе го одбере надзорот ве води како да ги реализирате сите тие проекти. Јас имав можност да учествувам скоро 2 години во изградба на повеќе инфраструктурни проекти и често пати сите состаноци што ги има во Министерството беа како да се надминат некои предизвици. Започнавме многу проекти, но исто така и решававме многу проблеми. Сега треба да видиме разликата како оваа влада што моментално е на власт ќе ги решава сите проблеми. Дали знаат да ги решат и дали имаат капацитет. Ние како ВМРО-ДПМНЕ добро ги решававме сите проблеми и не бегавме од проблеми, што е најважно. Ако бегате од проблемите, еден ден ќе ве стигнат и повторно ќе станат ваши проблеми и морате да ги решите. Гледаме дека се заплеткуваат со лаги и постојано кажуваат колку е тешко да се работи. Точно е, тешко е да се работи, но секој што би се нафатил да биде на таква позиција мора секој ден да работи, да свикува состаноци за да ги реши сите проблеми. Ова се едни од најголемите и најкапиталните проекти во Република Македонија. Со децении не се граделе вакви проекти. Ние имавме можност да добиеме едни поволни кредити, каде што имавме прилика да ги започнеме со градба. Како министер имав можност последниот пат кога бев на увид да видам дека од прилика 48% 47% беше изградена делницата од Охрид кон Кичево и беа потрошени околу 130 милиони евра. Тоа значи дека на 50% околу 130 милиони евра се потрошени и остануваат до договорот
да се комплетира цел околу 374 милиони целиот договор, плюс дополнително има 10% непредвидени и дополнителни работи кои влагаат во целиот тој пакет, што значи дека има многу средства за да се реализира овој проект. Секогаш ќе се појавуваат предизвици на секој автопат, на секое мало инфраструктурно проектче, ќе го наречам и во не секое населено место, но сето тоа се решава. Може да видите ВМРО ДПМН на секаде во Република Македонија колку проекти изгради и постојано се градат. Тоа значи истото и за градоначалниците, значи и за сите оние институции кои што се поврзани со еден дел во инфраструктурата. Но освен автопатите, ние како ВМРО ДПМН започнавме и многу други патишта, поготово експресни патишта. Се изгради скоро, мислам дека е веќе готов, од Велес до Кадрифаково или од Велес до Штип, тој е експресен пат кој се реализираше скоро во целост. Тоа е многу капитален проект, бидејќи поврзува многу населени места. Се започна исто така од Штип до Кочани, нов експресен пат. Тој се започна пред скоро 2 месеци. Сега треба да се потпише договор за Штип Радовиш, уште еден експресен пат. Исто така се испроектира и треба да завршат сите оние потребни работи околу еколошкиот аспект, потоа се потпише договор и во Охрид до Пештани експресен пат. Се гради патот од Прилеп кон Градско, кој е поделен во 3 фази. Едната фаза веќе се гради, таа е преку Европска банка и веќе можевме да одма да осетиме дека наеднаш повторно им се појавија проблеми, наеднаш повторно им е утната трасата и слично на СДСМ, бидејќи само гледаат како се гради. Треба да го сработат тоа. Треба постојано состаноци да имаат и да видат се она што е проблематично или се јавува во тек на градбата да го решаваат и така со тек на време додека трае договорот, сите оние предизвици ќе ги надминете. Слушнав дека се појавили археолошки наоѓалишта, што согласно законот треба во тој момент да застанете со работа, дополнително да се истражат и потоа повторно ќе продолжите со работа. Тоа е насекаде во светот и тоа се случува. И можеби некогаш ќе се пронајде нешто што е од многу големо значење, но многу е важно да се потенцира дека тие не биле евидентирани, бидејќи претходно кога се прави проектот детално се разработува. Драго ми е што Европска унија многу средства дава и за проектирање во овој дел, поготово за Прилеп Градско, а исто така и во втората фаза е целосно ИПА компонента кој треба овие денови се надам да се потпише договор и да се започне втората фаза. Тоа значи дека од Прилеп до Градско ќе имаме комплетно нова траса, односно нов експресен пат кој ќе биде од бенефит за сите граѓани, а потоа во третата фаза треба делот комплет да се заврши, што ќе значи една огромна придобивка за сите граѓани. Освен овие експресни патишта, во програмата ВМРО ДПМН е предвидени и многу регионални и магистрални патишта и тие дел се градат, дел треба да започнат и слично. Имав можност да видам дека започнале и од Гостивар до Кичево на постојниот пат преку Стража веќе се гребе асфалтот, тоа значи дека започнала работата, што е одлично бидејќи мора да се заврши тој потек, бидејќи една од пооштетените делници, а паралелно кога ќе се изгради автопатот, да има две алтернативи, односно да има удобен пат за сите граѓани. Но освен тој треба исто така да се направи уште еден експресен пат, тој од Ранковце до Крива Паланка и таму треба веќе да се потпише договорот и да се почне со градба. Исто така се спроектира од Крива Паланка до Деве Бајер и тој исто така треба да почне со работа. Пред да околу декември, мислам, минатата година аплициравме и преку европските институции Министерството за транспорт и врски да доби околу 100 милиони евра дополнителни средства, зборам грант средства за дел за железница и дел за инфраструктура, поготово за проектирање и изградба на Гостивар Кичево. Тоа е делницата која што почна да се проектира и потоа кога ќе се заврши проектирањето ќе почне со градба и би требало да имаме од Охрид до Гостивар комплетно нов автопат, а исто така да се направи и средната лента која што е веќе во постапка од Скопје до Гостивар. Тоа значи многу проекти во инфраструктурата. Јас се надевам дека за брзо време и ќе има позитивна вест за Република Македонија, она што Министерството го аплицираше дека Европската унија ќе додели средства, што ќе значи еден нов предизвик за сегашната влада, да видиме како и со кој капацитет ќе ги сработи овие проекти. Бидејќи ќе се добијат 100 милиони дополнителни средства, од прилика 100 ние аплициравме за максимален износ, ќе видиме колку ќе бидат обезбедени и дали ќе бидат обезбедени. Тоа значи дека паралелно се инвестира и во железницата, се инвестира и во патиштата, се инвестираше и во многу канализации, водоводи и секаде каде што имаше потреба. Често пати имавме можности со председателот Груевски да идеме на терен и граѓаните да бараат и дополнителни работи што ние ги немавме во нашата програма. А нашата програма беше една од најобимните програми што која било влада во Република Македонија ги имаше. Но наоѓавме начин.
Наоѓавме од заштити, наоѓавме со ребаланс, наоѓавме од дополнителни средства, од грантови и така натака, да излеземе пресред на многу населени места, на многу граѓани и тие проекти да ги реализираме. И тоа се големи предизвици, тоа е многу работа да ги вметнете во план за јавни набавки, да ги обезбедите средствата, па да скратите од едно место за да дополните и така натака. И секогаш во инфраструктурата ќе има нови барања и тоа ќе биде континуитет. Никогаш не е доста во инфраструктурата, никогаш. Секогаш ќе има потреба што повеќе да се вложи во своето населено место, во општината, во целата Република Македонија и така натака. Имавме многу големи планови што понатака да направиме, има многу постапки за проектирање што се сега во тек, како што е проектирањето од Скопје до Блаца и тоа е исто така автопат. Започнавме со проектирање од Прилеп кон Битола, тука планиравме да се направи нов експресен пат, но да видиме сега што се ова што оставаме, СДС ќе направи. Дали ќе направи, колку се способни, дали се способни, но по овие 40 дена што може да забележиме дека постојано е тешко, постојано имаат проблеми, но никако да ги решат. Знаеме дека е ливи, знаеме дека мора да кажа што све е тешко за они да испаднат дека хероите ќе ги решат работите. Јас сум убеден дека ако седнат и ако почнат да работат, ќе ги решат тие проблеми, бидејќи се решливи. Тоа се предизвици во секоја градба. Но ако гледаме што прават овие 40 дена, не знаеме дали ќе се завршат сите овие проекти. И тоа ќе го видиме сите ние со око. Во инфраструктурата се што ќе се изгради може да се погледне, да се види дали е квалитетно, колку е квалитетно и колку е сработено. Затоа е добро сите граѓани да видат што се изградило, колку спортски сали, колку водоводи, колку патишта и така натака, колку школи и други капацитети, да видиме што било и што во наредниот период ќе се реализира. Освен патиштата и инфраструктурата има многу голема важност и носењето на закони, постојано менување, подобрување или слично, што голема помош имаме и секако од пратениците. Пратениците ни се една движечка алка која постојано ни даваат мотив, она што го бараат граѓаните ние да го измениме во законот, и не само граѓаните, и компаниите и стопанството, и тоа да го направиме во подобри закони. Јас се сеќавам дека граѓаните бара да се продолжи законот за дивоградби, односно за легализација, рокот за дивоградби, ние тоа го направивме. И сега има еден вакуум, остана еден вакуум, бидејќи гледаме дека ништо не се случува и сегашната власт не го продолжува законот, не го продолжува рокот, што е едно интересно прашање што ќе се отвори, што ќе прави сегашната власт со сите оние дивоградби што ние како влада, односно како партија ги легализиравме. Ние сакаме сите да се легализираат и затоа и го продолжувавме рокот за оној што немал постапка да може да даде ново барање и слично. Сега да видиме што они ќе направат. Се менуваат закони во делот на градењето за да се подобрат условите во градењето, да се скратат постапките и слично. Затоа и координацијата помеѓу пратениците во собранието и владата мора да биде секогаш успешна, за да има еден добар производ кон граѓаните. Често пати ние имавме добри координации и тоа се гледа на терен бидејќи многу проекти се изградија. Јас се претпоставам дека моментално имате друга слика, не знам што точно све работите, но еве ќе дадам збори на пратеничката.